саботни регионални вести. Се уредува просторот за спортскиот центар во Тетово, кој одсега ќе служи за рекреација, а таму веќе се носат и детските автомобили кои досега го узурпираа градскиот плоштад. Дополнително се работи и на паркинг на оваа локација, како и на пристапот до игралиштето во овој дел од градот. Работна сабота и за тетовските општински власти. Се уредува просторот за спортскиот центар во Тетово, кој одсега ќе служи за рекреација, а таму веќе се носат и детските автомобили кои досега го узурпираа градскиот плоштад. Дополнително се работи и на паркинг на ова место, како и на пристапот до игралиштето. Градоначалничката Теута Арифи го истакна задоволството што овој некогаш запуштен дел од градот ќе стане една убава целина која ќе можат да ја користат сите граѓани. Се привршуваат партерните уредувања за овој простор кој освен за физичка рекреација ќе служи како простор за малите деца за да до крајот на овие 10 дена да ги тргнеме исто така да го ослободиме плоштадот на градот кој исто така беше затрупан со сите овие активности за кои ние сметаме дека треба да има друго место и местото е денеска тука. Тоа надесно што го гледате исто така како уредување, тоа е средување и на паркингот и на пристапот до стадионот со вештачка трева, така да можеме исто така да децата кои играат и на сите клубови кои тренираат тука во овој стадион да имат и подобар пристап и повеќе паркинг простор. На левата страна, значи делот кој е назначен со жолто, тоа е трасата на продолжувањето на булевардот Индустријска, за кој значи на последната седница на Советот ние исто така ја верификувавме одлуката дека остануваме во реализација на истиот проект и исто така очекуваме што побрзо од Светската банка да можат да почнат да ги реализираат исто така обврските кои взаемно ги имаме. Инаку во акцијата Ново зелено Тетово започнува со тебе. Денес се вклучи и естрадната уметничка Елита Зибери, практика која ќе продолжи и во иднина. Познати личности да дадат свој придонес во разделување на Тетово. Тетовските пожарникари се соочуваат со недостаток на опрема за нивна поефикасна работа. Дополнителен проблем е и што во зградите во градот нема ПП апарати и скали за евакуација за време на пожар. Поради неопременост, тетовските пожарникари не се во можност да ги гасат навреме ефикасно пожарите. Се уште се интервенира со возило ЦФРЈ, иако во градот има стотина висококатници. Противпожарната екипа не располага со ниту една противпожарна скала, а недостасуваат и мали специјални возила, кои единствено може да се пробијат по тесните улици и сокаци во стариот дел на градот. Минатиот месец пожарот кој избувна во оваа зграда во центарот на Тетово се гасеше повеќе од 7 часа. Пожарникарите немаа скали, па мораат цревото за гасење да го качуваат преку влезот од објектот, се до под покривот кој гореше. Во неколку наврати цревото се кинеше, времето се одолжи, па мораат да дојдат на помош приватни компании, за да се стави пожарот под контрола. Во јануари годинава пак во пожар загинаа 5 лица во тетовската населба Певчина. Таму пак, според исказите на жителите, противпожарните возила поради тесните улици едва се пробиле до местото каде гореше куќата. Овие два примери, а има и многу други, говорат дека неопходно е што поскоро општинските власти да ни обезбедат соодветна противпожарна опрема, ако сакаме да немаме жртви, повредени и материјални штети во големите пожари, вели командирот на противпожарната единица Тетово Ука Алити. Да имавме противпожарни скали, пожарникарите би се качиле горе скроз до 8-миот спрат. Од надвор ќе интервениравме, но и од внатре, биејќи сме спремни и за такви работи, да влегуваме у затворени простори, за да действуваме ние и да интервенираме за пожар што побрзо да го локализираме и да го ставиме под контрола. Сведоштвата на пожарникарите говорат дека и куќните совети се виновни за пожарите во нивните објекти. На покривите, под покривите, подрумските простории се чува се и се што. Дури во нив има и работилници кои работаат на плински боци. Не знаеме што има низ подрумските простори. Чак има низ подрумските простори и работилници и некои отвориле без никаква контрола. Сега не знаеме тамо дали со
запаливи материи, лесни запаливи материи работат или што. Тука, значи, инспекторите треба на дело и на терен да излезат. Во речиси сите згради во Тетово нема ПП апарати, ниту во модерните објекти инвеститорите не градат надворешни скали за евакуација. Сите овие пропусти треба да бидат санкционирани и контролирани од инспекцијските служби на полицијата и дирекцијата за заштита и спасување, кои ретко се на терен и се вршат работата. Податоците говорат дека досега ниту еден куќен совет не е опоменат и казнет поради немање противпожарна опрема или пак за незаконска пренамена на просториите во работилници и складови за чување на несоодветен и лесно запалив материјал. Вчера попладне во гимназијата во Гостивар регистриран е инцидент во кој биле повредени 2 лица. Настанот стана предмет на меѓусебни обвинувања меѓу гостиварските ограноци на Алијанса за албанците и ДУИ. Инцидент кој се случил вчера попладне во гимназијата во Гостивар го потпали огнот на нетрпение меѓу гостиварските ограноци на Алијанса за албанците и на ДУИ. МВР соопшти дека во дворот на гимназијата е регистриран случај на нарушување на јавниот ред и мир со тепачка, во кој учествувале 4 лица, 2 вработени во училиштето и 2 други лица. Имало и физички напад на кој му претходела вербална расправија, а кој завршил со 2 повредени. Од Алијанса за албанците обвинија дека во гимназијата биле нападнати 2 професори по инструкции на ДУИ и на актуелниот директор на училиштето Джези Камбери и дека мотивите биле политички. Ги повикуваме Заев, Спасовски и Дескоска да ги запрат бандитите на ДУИ во Гостивар, а надлежните институции да го санкционираат ваквото однесување, изјавија од Алијансата. Со своја реакција излегоа и од огранокот на ДУИ. Според нив, 2 професори биле тие кои го нападнале директорот на гимназијата. Го осудуваме ваквото однесување на 2 лица кои се партиски активисти на Алијансата и ја повикуваме меѓународната заедница внимателно да ги следи бандитските активности на Таравари и неговите луѓе, се вели во соопштението на ДУИ. Од МВР информираа дека со овластување од јавен обвинител бил извршен увид и се преземаат мерки и активности за целосно расчистување на случајот. Джези Камбери, кадар на ДУИ, е еден од директорите кои беа вратени на раководните места во училиштата, откако Министерството за образование му ги одзеде надлежностите на градоначалникот. Полицијата информира и за насилство во Тетово од страна на неколку лица, врз 2 18 годишници и 1 22 годишник. Министерството за внатрешни работи информира дека вчера во 19 часот пријавено е дека во Тетово на спортскиот центар од страна на неколку лица извршено е насилство над 22 годишникот Селце, 18 годишникот Тетово и негов врсникот Селце. Според податоците на полицијата, 18 годишникот од Селце бил во забавниот парк, каде што по неговото кажување бил физички нападнат од страна на вработените, а кога наишле другите 2 кои виделе како го напаѓаат, се обиделе да ги раздвојат, но лицата веднаш и нив ги нападнале. По настанот истите се упатиле во клиничкиот центар Тетово заради укажување на лекарска помош, информираат од МВР. Од страна на СВР Тетово преземени се мерки и активности, пронајдени се напаѓачите и по целосното документирање на случајот ќе биде поднесена соодветна пријава. Првата детска амбасада Медјаши во денешната пишана реакција во врска со претепувањето на ученичка во основното училиште Гоце Делчев во Неготино бара Министерството за образование и наука да покрене истрага за овој настан, да утврди степен на одговорност и да се преземат мерки вакви случаи да не се повторат. Во дворот на основното училиште Гоце Делчев во Неготино, 2 ученички брутално тепале и влечеле за коса нивна соученичка, и тоа во присуство на други деца кои наблюдувале и соучествувале. Не се важни причините за овој брутален чин, но застрашува фактот за неконтролирана агресија од страна на децата врз своји соученици, што е резултат пред се на затајување на воспитанието во семејството, а веднаш потоа и затајување на воспитно-образовниот процес во училиште, стои во реакцијата од Медјаши.
Ова, како што истакнуваат, покажува дека не само ранливите категории деца се изложени на опасности, туку и децата во училиштата. Оттаму апелираат до службите во Министерството да ги ревидираат застарените правилници за регулирање на поведението на учениците и да разработат мерки за интервенција при инциденти на насилства во училиштата. Детската амбасада Меѓаши повикува и на поголема одговорност на родителите и нивната активна улога во превенција на меѓуврсничкото насилство, за да не се случи најлошото, а Државниот просветен инспекторат и МВР да го утврдат степенот на одговорност со казни за сите сторители и соучесници. Министерството за образование и наука го осудува инцидентот со ученичките кои се тепаа во дворот на основното училиште Гоце Делчев во Неготина. Министерката Рената Дескоска вели дека случајот е пријавен во полиција и очекува дека брзо ќе биде расветлен инцидентот. Училиштето е контактирано преку Државниот просветен инспекторат и им е посочено дека треба да ги превземат сите законски мерки кои што се предвидени во таков случај. Тоа е да биде известена прво полицијата, бидејќи ова според снимките што ги гледавме има елементи на кривично дело, не е само дисциплински престап. Очекуваме училиштето да постапи според законските обврски, а Државната просветна инспекција ќе отиде да изврши увид дали се превземени мерките кои што следат по закон. Секако се надеваме и очекуваме и другите органи кои што се надлежни во случајот да ги превземат активностите, бидејќи казнената политика делува не само репресивно, туку треба да делува превентивно. Со самото тоа што ќе бидат санкционирани овие случаи, треба да се даде порака за сите идни случаи, евентуални да бидат спречени дека тоа такво однесување нема да се толерира. Откако Доналд Трамп синоќа и се обрати на нацијата околу 21 часот по локално време, се појавија извештаи за воздушниот напад на Сирија. Пентагон подоцна потврди дека се погодени 3 локации во Дамаск и една во Хомс. Светските медиуми пишуваат за бомбардирањето кое го спроведоа американските, француските и британските сили, но и за фактот дека тоа се случи на петок 13-те. Се верува дека сите објекти се поврзани со складирање или тестирање на хемиско оружје. Сириската противвоздушна одбрана одговори на нападот, но силите на САД тврдат дека нема жртви на нивна страна. Во соопштението на Сириската воена команда, објавено од Државната новинска агенција, се вели дека тристраната агресија почнала во 3 часот и 55 минути утрово во Дамаск, при што околу 110 ракети биле фрлени врз цели во Сирија. Сириската државна новинска агенција соопшти дека сириската одбрана соборила поголем дел од ракетите, но некои од нив погодиле научен објект во Базрех, за кој вели дека содржал научни лаборатории и образовни центри, но САД тврдат дека тоа е објект за истражување хемиско оружје. Соединетите американски држави имаат докази дека сириските власти се одговорни за хемискиот напад во Дума на 7 април, изјави денеска портпаролката на Белата куќа, Сара Сандерс. Таа ја обвини Москва дека не презема ништо во врска со употребата на хемиско оружје и ги отфрли како неточни руските тврдења дека нападот во Дума бил исцениран. Американскиот Стейт Департмент исто така соопшти дека има докази кои со голема доза на сигурност укажуваат од хемискиот напад во Дума го извршиле сириските власти. Рускиот председател Владимир Путин во своето прво обраќање до јавноста откако западните сили започнаа воена интервенција во Сирија, истакна дека американците и нивните сојузници погодиле и цивилни и воени цели и дека ја прекршиле повелбата на Обединетите нации и меѓународното право, со оглед на тоа дека нападите не беа одобрени од страна на Советот за безбедност на Обединетите нации. Ова беше чин на агресија над една суверена држава која се соочува со тероризам, истакна Путин. Тој додаде дека најновата ескалација на кризата во Сирија има деструктивно влијание на целокупниот состав на меѓународните односи. Руската Федерација свика итен состанок на Советот за безбедност по последните случувања во Сирија.
Сирискиот председател Башар ал-Асад денеска порача дека нападите што рано изутринава ги изведоа САД, Велика Британија и Франција врз цели во Сирија, само ја зајакнуваат решеноста на Дамаск да продолжи со борбата против тероризмот. Кинеското Министерство за надворешни работи денеска соопшти дека верува отти политички договор е единствената опција за решавање на сириското прашање и повика на целосна, фер и објективна истрага за наводните хемиски напади во Сирија. Турскиот премиер Бинали Йилдирим денеска се огласи за воздушните напади во Сирија од страна на САД, Велика Британија и Франција, кој беа одговор за наводниот напад со хемиско оружје во градот Дума минатиот викенд. Германската канцеларка Ангела Меркел пак денеска ја исклучи можноста за учество на Германија во воените напади на Сирија. Германија, според нејзините зборови, нема да учествува во акциите против Сирија. Времето денес беше сончево и топло со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен југоисточен ветер. Утринските температури се движе од 11 до 16, а дневните од 18 до 26 степени. Утре не очекува претежно облачно и релативно топло време, со умерен до засилен југоисточен ветер. Кон крајот на денот во западните делови ќе има повремен локален дожд. Утринските температури ќе се движат од 10 до 15, а дневните од 16 до 22 степени. Тоа беа содржините за ова издание на регионалните вести. Ви посакуваме убав остаток од викендот. Пријатно!